Со благослов за богат род, денеска символично се закрои импровизираната лоза на градскиот плоштад во Кавадарци. На церемонијата на закројување присуствуваа премиерот Оливер Спасовски, министерот за земјоделство Трајан Димковски, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка Николче Бабовски и амбасадори на повеќе држави во земјава. Градоначалникот Митко Јанчев упати честитка по повод празникот до сите лозари. Нека ни е честит денешниот голем празник Свети Трифун. Ова е убав ден за теквишијата, убав ден за нас кавадарчани. Со традиционален начин на закројување на виновата лоза, секоја година си посакуваме да имаме беричетни и плодни лозови насади. Во Кавадарци речисти да нема семејство кој не одгледува винова лоза. Ова макотрпна работа е дел од нашата култура и нашата секојдневие. Кавадарчани секогаш ги пречекуваат гостите со широка насмевка, чаша жолта ракија и чаша убаво тиквешко вино. Сакам да им заблагодарам на нашите гости кои ќе бидат дел од чиното за закројување, че се започна со нашата работа и че имаат можност да дегустираат од нашата храна и нашата ракија и вино. Се надевам дека лозарството заедно сите ќе го најдеме својот пат кон напредок и со тоа ќе имаме задоволни земјоделци. Да бидеме горди на нашата работа, на нашите производи и тиквешкиот регион. Да останеме препознатливи по одгледување на виновата лоза и производството на вино и грозје. Нека ни е чест и Свети Трифун за многу години. Благодарам кавадарчани, сте здрави и живи. Благодарам. Премиерот Спасовски во изјавата за медиумите нагласи дека и во наредниот период ќе продолжи поддршката од државата кон производителите на грозје. Денеска заедно со лозарите го празнуваме и славиме виното и животот. Под покровителство на Свети Трифун, заштитникот на лозарите, ги закроивме лозјата во Кавадарци, Неготино, Демиркапија и на секаде низ нашата убава земја. Заедно се радуваме на почетокот на новата лозарска година. Го славиме нашето македонско вино, нашиот бренд, по кој сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентни во светски рамки, презедовме и обврска да вложуваме во лозарството. Годините на неизвестност за лозарите до 2017 година завршија. Нашата долгорочна цел е сигурно производство и откуп на грозјето. Цената ќе ја формира пазарот, но владата ќе создава услови и ќе создава амбиент за стопанисување да биде поповолен и за лозарите и за винариите. Решивме долгогодишниот и наследен проблем што го имаа лозарите. Оваа влада го исплати долгот што винарските визби Повардарие и Стефани и другите го имаа кон лозарите за производството за 2014 и 2016 година. Вкупно по овој основ исплативме 100,5 милиони денари и исправивме една голема неправда која што им беше направена на сите лозари од овој регион. Во изминатите 2 години лозарите ги добиваат основните субвенции на време, односно пред почетокот на новата производствена сезона. Пред неколку дена се исплатија близу 583 милиони денари на 15.784 лозари за основна субвенција за одржување на лозовите насади. Овие субвенции ги исплатиме пред почетокот на новата реколта, за да можат лозарите да ги вршат сите потребни агротехнички мерки на лозовите насади. Средствата кои што се инвестиција за ново производство, за квалитетно гројзе, за производство на нашето познато македонско вино, годинава ја продолжуваме поддршката за лозарството како наша извозно ориентирана гранка. 20% повисоки субвенции за лозарите со развоен капацитет или 48.000 денари по хектар и 12.000 денари по хектар за промена на сортиментот. Во изминатите 2,5 години, секогаш кога беше потребно, преземавме соодветни мерки со единствена цел – лозарите да не трпат загуби. Минатата година се воведе нова дополнителна субвенција за килограм предадено грозје во регистрирани винарници во износ од 2 денари за килограм. Оваа субвенција ќе биде намената не само за винските сорти Вранец и Смедеревка, туку и за сортите Кратошија, Станушина, Бургунден Црн, Жилавка, Кавадарка од реколтата во 2019 година. За прв пат оваа влада ја воведе мерката зелена нафта за да им помогне на лозарите да имаат порентабилно производство. Картиците се поделија минатата година и лозарите веќе ги користат. За модернизирање и развој на оваа гранка ќе инвестираме и преку инвестициите и преку мерките од ИПАР 2 програмата.
Мерката инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства нуди можност 60% конфинансирање од висината на инвестицијата за подигнување на лосови насади и набавка на систем капка по капка. Во ИПАР 2 и мерката која нуди 50% кофинансирање на инвестиции за изградба на винарници, набавка на опрема и друго. На самиот крај, дозволете ми уште еднаш да го честитам овој наш голем празник, Свети Трифун, да посакам уште многу години да го славиме, да го одбележуваме, уште многу години да ја негуваме традицијата на лозарство овде во Тиквешијата, да бидат сите граѓани живи, здрави од година во година се позадоволни и со родот и со цената. Благодарам уште еднаш, нека е за многу години. Гостите на денешната манифестација во Кавадарци ги посетија и штандовите на винариите кои беа поставени на градскиот плоштад, каде имаа можност да ги дегустираат производите од грозје. Меѓутоа да вкусат и кавадаречка храна. На церемонијата на закројување претходеше и свечен прием во општинската зграда за бројните гости кои денеска дојдоа на заедничко празнување на Свети Трифун.